Управниот одбор на градскиот фудбалски клуб Осогово синоќа го одржа завршниот состанок на кој беа соопштени финансиското работење на клубот и остварените резултати во првенството во третата фудбалска лига Исток. Особено внимание му беше посветено на транспарентното работење и отчетноста, кога е во прашање располагањето со средства од локалната самоуправа и од спонзорите. При тоа со домакински однос кон секој денар за прв пат е остварен остаток на средства во висина од околу 170.000 денари, со кој клубот планира пред време да ја уплати котизацијата за новата сезона и да подмири дел од обврските кон фудбалерите. Откако ние сме на оваа функција, јас како председател, ова е прв пат, така да на сега на жиро сметката имаме доволно финансиски средства да ги покриеме сите трошкови. На прво место е локалната самоуправа, начело со градоначалникот Радко Димитровски, кој ни ја зголеми за 4 пати по финансиската поддршка. Тука е Ледер, компанијата Ледер, кој исто така, тука е водовод кој треба посебно да го истакнам, кој имаме одлична соработка, колку во нивните можности финансиски ни помагаат, така и во делот на одржување на градскиот стадион. Тие ни косат, во секој време и повеќе активности и повеќе други фирми. Најавите дека од сезоната 2016-2017 ќе се формираат две втори лиги, ја подгреа атмосферата дека Осогово може да обезбеди пласман меѓу 6 екипи кои би обезбедиле виза за второлигашката конкуренција. Во таа насока, уште сега се планира враќање на неколкумина фудбалери кои сега играат во клубови во соседните градови, како и ангажирање на неколку квалитетни засилувања со чија помош клубот ќе може да избори пласман во горниот дел на табелата. 2016-2017 тамо се планира некаде, имаме најава од ФФМ да има две втори лиги. Така. Значи треба ние да избориме место до 6-то место некаде за да можеме да влеземе во тие двете втори лиги. Нашата цел сега ќе биде да се појачаме со некои фудбалери. Тоа може да ќе бидат некои наши фудбалери остапени од други клубове, во преговори сме и да можеме да ги овие задржиме постојните и да малку да доведеме и некои помлади кои ќе треба да се спојат со искуството и нината да бидат на Осогово. При тоа ќе се води сметка да им се даде шанса на младите фудбалери да се изборат за место во првата екипа и да понесат што поголем дел од товарот во текот на првенството.